Овде живееме скоро 2 години зато. Горе седевме у една куќа жута позади ВИП и таа беше распукната, све со страж живееме, течеше врз нас кога врнеше. Овде под пацови не се живее, ни се спие. Цел ноќ се плашиме. Девојчето да не го исплаше, да не го касте некој од пацовите. Многу има. Темница, зато не фаќа спање. Нема кај да се бања човек. Еве, види косата шо е, нема кај да го бањам. Ми викат у бензинска, тука ја жалат, викат донеси ја бања, ама после кај ќе ја донесам злато, ќе се прелади, немаме дрвца, шпорет имам, ама дрва, кај ќе бере, кај ќе оди? Не може, оболени сме, он треба на операција да оди од брух. И ја од мозочни удар болна. Не можам, немам време да одам да направам документи, снимка, некој динар, чи ја ќе земам. Ама еве поради нејзе, што ја чувам. Дали некој од семејството има никаков приход? Од чие семејство? Од вашето семејство дали добивате никакви пари од државата? Па стариот зима 5000 динара. Постојано. Постојана парична помош? Да. По старост нешто, што знам, така, за двајца 5600, 5700 нешто така. Колку членови живеете со тие пари? Па колку речи си, еве го сино, девојчето, ја 8000 сега имам у продавница албанска, тука задужена сме. Што изимам само за неј за гледаме злато. Ако веруваш у 24 сата, еден пат дали јадеме, дали не, само за неј за ми е гајле, се кидам. Се чудам што да правам. Онај глуба нема родена? Да, глуба нема. Годна се сину у ортопедија кога имаше 9 месеци и дадоа некои знаци, го снимаа, нема поема за слушање. Не би. Рекоа па покасно, ама гледаме дека 100%? да, така е она. Грми колку пати, ја и стариот подрипнуваме, се плашиме, сино она нема поема што грми. Еве, хеликоптер тука доваѓа. Ако не и покажам со прст, не слуша дека брчи, а тука врз нас колку силно се слуша. Не слуша. А вака кога те гледа, се разбира со нас, убаво, се зборува со раци. Кога гледа некои книги, све ни објаснува со раци што е дете со мајка, кога е со татко, све знае. Многу е паметна, ама тоа ми е жал, ако можете да ни помогнете тамо, кај што треба, ја не знам кај треба, што треба, злато не сам отишла, не сам досаѓала по тие работи, да не дадат некој да не сместат, за да имаме услови на чисто да живееме. Не сме учени вака, ма нема што да правиме.